Благодарам, председателе. Неслучајно го поднесувам овој амандман, заменик министер, во многу наврати и навистина ми е жал што континуирано го одбивате. Станува збор за селото Куратица, кое што е едно од ретките живи села, село во кое што може успешно да се развиваат многу форми на туризам и ова патно поврзување ќе беше дополнителна помош за развој на руралниот туризам и за задржување на младите во селото, како и за развој на нови бизниси. Овој амандман го поднесов и од причина што не сакам најискрено ова село да се вброи во оние над 200 целосно иселени населени места со последниот попис кој што е спроведен во Република Македонија. За сета среќа што во ова село живеат ентузијасти, луѓе кои навистина си го сакаат селото и татковината и кои што вложуваат во развој на селото 10-кратно повеќе отколку што вложува државата. Мене ми е навистина жал што во 21. век говориме за дупки по патиштата и за неповрзани општини, кои освен другото значат и пропуштени можности за развој на туризмот, за заживување на селата и задржување на младите. Токму заради ваквиот однос на владата кон инфраструктурата во изминативе години, Македонија се наоѓа на најниско ниво по инфраструктура и слободно можеме да си признаеме дека сме инфраструктурно заостаната земја. Патиштата ни се опасни и според Европската Унија 39% од нашите патишта се крајно небезбедни. Изградена инфраструктура значи иднина за македонската економија, пари кои ќе се влеваат во буџетот и можност за туристички развој. Само ќе потсетам овде дека ветувавте Македонија без кал, а од сето тоа ја имаме само Македонија без асфалт. Но, за жал, каде што оваа власт ветува, треба да се појде со малечка торба. Ние мораме да се потрудиме да го поврзиме секое делче и секое ќоше, да го поврзиме езерото со планината, да го споиме селото со градот и на туристот да му ја пружиме можноста да ужива во нашата убава Македонија во текот на 365 дена. Без патна инфраструктура ги пропуштаме сите можности, затоа што, за жал, инфраструктурата, која благоречено ни е катастрофална, ни ги одвраќа туристите од авантурата наречена Македонија и сето тоа, овие негативни ефекти не можат да ги залечат ниту ефтиното сместување, ниту ефтините пијалаци, ниту гостопримството на нашиот најубав македонски народ. Затоа ги губиме младите, а оттаму, од каде што бегаат младите, бега и животот што ќе го донесевте во Република Македонија и во Охрид. Наместо да се трудиме да го развиваме секој делче од оваа наша земја, ние овде со години се молиме за патно поврзување, кое воедно значи безбеден сообраќај, развој на руралниот туризам, задржување на младите во руралните места, развој на економијата и уште бројни придобивки кои на сите ни се јасни. Јас овде ќе завршам и би апелирала до колегите од мнозинството, посебно до моите колеги од Охрид, да го поддржат овој амандман, бидејќи во спротивно се на добар пат да ги изгубат и оние 42 гласови кои што ги добиваат од Патриотско Куратица. Ви благодарам.